Почитувани, добро вечер. Вечерва емисијата ќе биде посветена на Агенцијата за катастар за недвижности, каде што ќе разговараме за сите оние активности што ги има спроведено новиот директор на Агенцијата за катастар на недвижности Иван Живковски. Директоре, добро вечер, добро ве најдов. Добро вечер. Ви благодарам што имавте можност да дојдете на овој подкаст ВМРО ДПМН зборува, кој го организираме во нашата партија, со цел да ги запознаеме граѓаните и со вашата работа, меѓутоа и со сите нови услуги кои што ги нудите, со цел, како што и нашата тема, да заштедите останат во рацете на граѓаните. Како што беше најавено и од ваша страна, новите промени доведуваат до поевтинување на некои услуги. Колку точно поевтинуваат и кои услуги ќе бидат најзначајно засегнати? Благодарам за поканата, председатино. Точно како што кажа, првата работа која што ја направив кога стапив на функцијата директор, превземав иницијатива, пред тоа предходеше една анализа во однос на цените, намалување на катастарските, на цените кои што ги нуди практично катастарот, односно на услугите на катастарот. Бев инспириран пред се од една фамозна одлука на претходниот директор, со која што беа цените вртоглаво покачени на катастарот. И по една обсежна анализа предложивме да се намалат цените дури до 75%, така да тој тарифник е сега на сила, стапене на сила, ги помина сите оние потребни филтри. Прва иницијативата моја беше, заедно ја најавивме со премиерот Христијан Мицкоски, потоа истата помина на управен одбор, ги помина филтри во надлежните министерства, на крај владата го даде последниот збор и истиот стапи на сила, така да во моментов граѓаните и физичките лица и правните лица користат услуги, катастарски услуги за 75% намалени, што искрено мислам дека е од големо значење за сите корисници кои што имаат потреба од услугите на катастарот. Колку од овие услуги ќе останат во рацете на граѓаните, односно заштедените? Па вака, значи нашата проценка е дека годишно некаде околу 1 милион евра ќе останат во рацете на граѓаните и сепак и бизнис заедницата, бидејќи они ги користат во голема мера нашите услуги. Така да тоа е една сериозна бројка која што е поддржана многу од сите корисници, меѓутоа е еден предизвик за мене како носител на институцијата, како менаџер, бидејќи пред да пристапиме кон такво нешто, направивме анализа од каде ќе скратиме во трошењето, значи сите оние непотребни, непродуктивни трошоци кои што би можеле да се појават, се скратени, се минимизирани, се со цел да не трпи покрај тоа што се намалени цените, институцијата да не трпи во незиниот развој. Колку ова помага и на, го споменавте, бизнис секторот, колку помага ова и на нив? Помага многу. Значи, ја само една како споредба ќе кажам, ако до сега, например, едно физичко лице или правно лице или било кој купи недвижен имот, или например доколку се работи за градежна фирма која што гради, која што треба да плати за упис на самата зграда, дали е тоа ли за предбележување, дали е за самиот упис. Значи вака попластично кажано, практично во моментов ние во согласно тарифникот кој што го имаме, ако купите еден стан и една гаража, имате имотен лист за самиот стан, имате имотен лист за гаражата, имате имотен лист за земјиштето под зграда и имате имотен лист за етажот, односно за ходникот, скалите, оние заеднички простори. До сега се плаќаше 4 пати по 1250 денари. Сега за една катастарска општина се плаќа еднократен надомес од 1250 денари. Така да мислам дека намалувањето е сериозно и што е најважно е многу добро прифатено од сите корисници. Значи убаво ја начнавме темата дека навистина заштедата останува кај граѓаните и со цел да имаат сите пристап кон овие услуги кои што ги нуди катастарот.
Најавивте и намалување на цените за оставинска и за подарен имот. Може ли да ни дадете повеќе детали за овие мерки и кога се очекува овие да бидат применети? Па да, значи заборавив ова во првиот дел на одговорот да го споменам, меѓутоа самата иницијатива потегна, бидејќи претходно доаѓам од адвокатурата, 10 години работев како самостоен адвокат со сопствена адвокатска канцеларија и малку знам и од другата страна како луѓето се соочуваат со овие проблеми. Значи, во поглед на оставинските постапки и во поглед на договорите за подарок, исто така се вклучени во оваа промена која што ја направивме и веќе се стапени на сила. Што се случуваше претходно? Исто во што го кажав, да не се повторувам, значи ако некој наследи стан, понова градба каде што се издвоени заедничките простори, земјиштето под зграда, гаражата, имаме ние една ситуација каде што претходно можеше да се случи ако едно лице наследи, не знам, може да наследи 20 ниви во една катастарска општина. Може би вредноста на нивите на крајот излегуваше помала од цената која што требаше да заплати во катастар, што значи 20 ниви требаше луѓе да платат 20 по 1250 денари. Сега тоа го лимитиравме, исто како и за ова претходното кое што ви го кажав, и сега граѓаните доколку пример имаат во катастарска општина, не знам, Старо Нагоричане да ја земеме, доколку таму имаат 20 ниви кои што ги наследуваат, плаќаат само еднократен надоместо 1250 денари за тој недвижен имот кој што го има таму. Истото се однесува и за договорите за подарок, иста е методологијата на плаќање, така да мислам дека ова е едно правично и фер решение кое што ние ќе се обидеме на што подолг рок да го држиме во функција, бидејќи нели сепак треба да имаме во предвид дека има инфлацијата во изминатите 7 години си го направи своето, и трошоците кои што ги имаме како агенција за катастар, бидејќи сепак ние сме агенција која што во најголем дел функционира од самофинансирачки средства, така да ќе гледаме целиот процес да го држиме функционален, да имаме намалени трошоци, а при тоа да имаме и задоволителен развој на самата агенција. Апропо ова, би сакал да прашам, само да се надоврзам на оно што го говоривте, кој е вашиот став, зошто досега не биле, да речеме, преземени овие мерки, да се намалат овие услуги зборам од претходните? Па видете, значи претходникот мој, претходното раководство пристапило кон зголемување. Тоа зголемување, сериозно зголемување, очигледно недостасувал домакински аспект. Затоа што генералната политика на претходната влада беше да се однесуваат како напоминување и да се однесуваат како да се дојдени на, можеби, аџила, како кажеме, е правиот збор. Меѓутоа, сметам дека сегашната политика генерално на владата, вклучувајќи и нас тука, нели, како дел од извршната власт, е во насока што повеќе пари да останат кај граѓаните, а при тоа добијат брза и ефикасна услуга. Точно. Значи не нашле за следно да ги намалат цените, туку сакале само да ги зголемат, а да не биде на корист на граѓаните. Апсолутно. Дали постојат заостанати предмети или процеси кои што не се решени, да речеме, со години, и ако има, на кој начин би ги решиле овие случаи? За ова имав и неколку медиумски обраќања во која што посечив на состојбата која што ја затекнав, значи некаде нешто помалку од 6000 предмети заостанати имаше само во Скопје. Во моментот на моето превземање на функцијата директор на агенцијата, тоа беше на 8 јули, влегувам значи практично во институцијата и од првиот момент почнувам да добивам позиви од нотари, од извршители, од граѓани кои што се јавуваат за проблемов, бидејќи 85% од услугите кои што ги користат граѓаните се користат преку професионалните корисници кои што ги напоменав, нотари, адвокати, извршители и така натаму. Веднаш направивме еден координативен состанок и донесовме одлука дека тоа мора подитно да се заврши. Епилогот од
од тоа беше дека се работеше прекувремено во саботи, се остануваше и подоцна од предвиденото работно време и во моментов имаме само тековни предмети кои што како стигнуваат така се решаваат. Значи ништо се заостанати се решени. Се изчистени и сите нови што доаѓаат се решаваат или експресно или во законски предвидениот рок, се со цел да не трпи самиот процес. Така да можам да кажам дека со добро екипирање може да се сработи, ако се сака, секогаш може да се сработи, зашто многу е битно и ефикасноста на услугата. Така е, тоа сакав и да го напомнам дека доколку се сака нешто да се направи, може да се направи и вие тоа го напоменавте, некогаш ќе се остани подоцна од предвиденото работно време, и само морам да прекинам, извини, Да. опаѓам, ама Ако. концептот на подкаст го дозволува тоа. Само во ноември месец имаме речиси 95.000 предмети кои што се решени на ниво на цела Република Македонија, што е една бројка која што е многу сериозна и никогаш претходно се нема случајно. Може би јас би се надоврзал со вас и дека не ни знаеле може би како да ги решат овие. Затоа и граѓаните не им ја дадоа довербата. Ајде да додиме сега малку кон ја го викам ова иднина, меѓутоа како агенцијата за катастар планира да се подобри во дигитализацијата и што прави во насока на намалување на оние административни бариери за граѓаните? Значи, меѓу проектите со кои што така можам со гордост да кажам дека успеавме за многу краток период да ги направиме и да ги промовираме е новиот портал e-услуги.katastar.gov.mk. Што значи тоа? Тоа значи дека ако претходно ви требало имотен лист, требало да појдете до некоја подружница на катастарот или требало да појдете до некој нотар, да изгубите време, сега сето тоа можете да го направите потполно електронски, што ви рекле докторите, безболно. Безболно, да. Значи, на самиот портал имавме заклучно со 31.12. 107 услуги кои што ги нудиме дигитално. Веќе од пред неколку дена имаме зголемување за уште десетина нови и ние во план до крајот на годината да имаме плюс уште десетина нови, што значи дека сите граѓани можат да се и правни лица да се регистрираат на нашиот портал или да пристапат преку него, преку оној национален сем портал, да влезат со истиот акаунт, со истиот пасворд и да си ја порачаат услугата и за неполна минута да ја добијат електронски на нивниот имејл, да ја испринтат и да ја користат секаде онаму каде што имаат потреба. Така да мислам дека исто со многу голема позитива беше оваа мерка прифатена и секој ден се зголемува бројот на корисници кои што ги има на самиот портал. Со ова, значи, мислам дека имаше и министерот за дигитална трансформација напоменато дека овие што се копии, што би ги рекле ние, ќе бидат прифатени во сите институции. Апсолутно, во целиот правен промет ќе бидат прифатени исто како да се подигнати од шалтер. Значи, олеснување за граѓаните, буквално со еден клик наместо да земат слободни денови, да трчаат од работа на паузи, буквално седејќи многу кратко, да. Може да си ги добијат услугите кои што ги нуди катастарот. Во продолжение на ова, што може да се очекува во наредните години? Какви иницијативи се планираат да се подобри ефикасноста на вашата агенција? Па вака, јас би го поделил, значи, услугите би ги поделил во неколку дела и она што како визија го имаме како тим, во која насока треба да се движиме. Првата насока е дигитализацијата, зголемување на овие услуги кои што ги напоменав, брза и ефикасна услуга, што значи да не се чека со недели па и месеци. Како кога преземав директорска функција, имаше еден предмет што чекаше повеќе од 6 месеци. Зошто тоа било така? Некој друг претходник може подобро да одговори. Значи тоа е едниот аспект кон кој што се движиме. Другиот аспект е нула корупција. Затоа и започнавме една кампања
во првите 2 месеца, а кампањата беше и се уште трае, не биди соучесник, пријави обид за корупција. Така. Зошто не биди соучесник? Затоа што, за жал, вредностите во изминативе 30 на години се изместија, па има многу и појави кога има и граѓани доаѓаат негде како имаат потреба и велат кај да платам да ми се заврши работа. Така е, нажалост така е. Значи, граѓаните треба да размислуваат да платат само она административна такса која што треба да биде спрема одредена институција, а не нешто друго. Така да треба малку да поработиме и на тој проблем како општество. Меѓутоа, тоа е вториот аспект, значи идејата ни е катастар со 0% корупција, катастар кој што ќе биде достапен до сите граѓани, затоа што ние како тим успеавме и покрај овој дигитален процес, сепак имаме во Македонија доста постаро население, имаме луѓе кои што имаат реална потреба да поднесат нешто во катастар, некое барање, за да ги направиме катастарот да го направиме подостапен, преземавме неколку активности, например, имавме во населба Драчево една канцеларија подрачна канцеларија во населбата Драчево и замислете од непознати причини таму само издавале имотен лист и не можело да се поднесува друг тип на барања. Ние тоа софтверски го решивме и сега еден жител на Студеничани, на Драчево и така натаму нема потреба да оди до градскиот катастар во Тафталиџе за да поднесе некое барање, туку може да го направи тоа во Драчево. Значи едноставно замислете од Драчево да појде до Тафталиџе, да се врати назад, тоа се 25 километра, 30 скоро губење на цел ден. Паркинг, па други се. Тоа е првата работа која што направивме. Втората работа исто така во другиот дел на Скопје, во автокоманда, непосредно до нашето седиште кај што се наоѓа катастарот, на улица Трифун Хаџијанев, отворивме уште еден шалтер комплетно нов, каде што тој шалтер ќе ги обслужува граѓаните на општина Газибаба, па и другите Јарачиново, Бутел, Чаир, едноставно да немаат потреба да имаат толкаво движење. Тоа е едноставно можно за да го доближиме до граѓаните. Се замислете, имаме ситуација, имаме седиште на катастар во автокоманда и доаѓаат граѓани викаат да поднесам барање, извинете, ние тука не примаме барања, ќе одите до Карпош. Ама како до Карпош? Така господине, појдете до Карпош. Мислам, некои работи кои што се нелогични и кои што требале до сега да се решат. Исто така имаме еден аспект за да имаме ефикасен катастар, да имаме воедначеност при одлучувањето. Пристапивме кон тоа да имаме постојани обуки за нашите вработени. Најпрво што направивме, издадовме еден билтен за катастарска практика, во која што, земајќи ја судската пракса која што ја имаме, им воочуваме на нашите вработени за одредени правни прашања како треба да постапуваат. Законот за катастар ги штити нашите вработени, кажува дека секој одлучува самостално како што смета. Меѓутоа има некои правни прашања кон кои што треба како агенција да имаме став и кон кои што треба да се водиме. Така да тој билтен беше меѓу првите кои што го издадовме. Во моментов се работи вториот билтен, веќе во текот на почетокот на месец февруари, се уште денове треба да ја дефинираме точната дата, ќе направиме и обука за сите правници кои што се вработени во катастарот, во кои што обуки ќе бидат вклучени и сите засегнати други субјекти, како нотарска комора, комора на извршители, значи сите засегнати за да заедно донесеме некои заклучоци кои што ќе одат во насока на одлучување, воедначено одлучување на катастарските службеници. Тоа е предвидено да се случува минимум 4 пати во годината, се со цел да имаме едни обучени вработени кои што ќе бидат спремни во секој момент да одговорат на сите предизвици. Исто тоа се однесува и за геодетите, дополнителни обуки за IT секторот, кој што е еден од главните сектори, бидејќи многу голем дел од самата институција лежи на постулатите на дигитализацијата.
убаво го споменавте ово и за обуките за вработените, бидејќи нема ништо подобро за квалитетен тим кој што е обучен за граѓаните да можат навистина да ја добијат собствената услуга која што ја бараат и да имаат учтив и пријатен разговор со од другата страна со вработениот. Ми отиде мислата на прашањето, сакав да го задржам за подрачјата што ги напоменавте. Овие ги има и низ Македонија, ако не се лажам. 29 подрачни оделенија плюс Скопје, така да една сериозна институција со 730 вработени во моментов. Која што баш и тоа ми беше прашањето, значи буквално низ цела Македонија било кој граѓанин може да се упати во најблиската дирекција за да си ја добие услугата, освен онлайн, доколку нели ете за постарите лица да можат да стигнат на оној постар начин што хартиен што го велиме ние. Како последно прашање би сакал да направиме еден сублимат, што се е направено во дирекцијата вие како директор изминативе 6 месеци, што се имате направено и што планирате во блиски дни да направите? Значи вака ја веќе и делумно ја одговорив на прашањава, меѓутоа вака ќе резимирам. Најпрво што направивме е комплетна реорганизација. Како на делот ние го викаме АКН, тоа е кај што ни е седиштето, делот на Центарот за катастар на недвижности Скопје, сите подрачни оделенија. Затоа и е оној ефект кој што го спомнав со решавањето на предметите. Втората клучна работа која што ја направивме, намалувањето на тарифникот. Третата работа која што ја направивме, отворање на овие дополнителни подрачни оделенија со најава за уште едно во текот на годинава во општина Чашка, за да граѓаните не мора да патуваат до Велес. Исто така обуките кои што ги спомнав, обуките и мотивацијата на самите вработени да го дадат својот максимум, да сработат и нели да бидат согласно закони можности да бидат наградени. Ако тој еден вработен сработил предмети по норма, се истакнал, ги посетил сите обуки, нели ние треба да му возвратиме на начин што кога ќе имаме можност да го пратиме на доусовршување, да го пратиме на некој семинар кој што ќе биде од корис на доградување на неговото знаење, воведуваме еден таков принцип на работа да бидат едноставно и вработените да се чувствуваат како дома, условно кажано. Во моментов се работи нова платформа за новата веб страница. Она што го напоменав, порталот услуги, фантастичен проект кој што функционира и кој што ќе се надоградува дополнително. Во моментов исто така кога дојдовме има една апликација која што ја користат многу голем дел од граѓаните, таа се вика ИКАТ апликација, која што може да отворите и во секој момент да видите на која парцела се наоѓате, кој е собственик и така натаму. Така да имаше проблем со таа апликација, успеавме за краток период да решиме. Во моментов се инсталира истата апликација и на Apple, добивме согласност од Apple и очекуваме дека за веќе 10 дена и таму ќе можат граѓаните корисници на Apple и на iPhone да ги користат истите услуги. Така да продолжува процесот на дигитализација кој што е започнат и морам да констатирам дека катастарот е една од институциите што е во најголема мера дигитализирана. Како агенција за катастар имаме повеќе од 140 виртуелни машини, имаме трет најголем оперативен систем во Македонија покрај Царина и УЈП, трети сме ние, па потоа се МВР и сите други останати. Така да тоа се процеси кои што се движат тековно и се со цел да, исто така морам да го напоменам, значи системот по кој што работиме, тоа е ЕКАТ системот, кој што е од 2012 година, кој што не е чепнат во меѓувреме, технологиите отишле напред. Претходникот, нели, како викаат, немој да плукаш по претходникот, меѓутоа нема ништо направено во делот на тој систем да се направи можност да побрзо се работат предметите, да не се губи време, едноставно ако нормата на еден вработен му е 10, зошто со добар систем да не може да се работи 20 предмети. Така да ќе одиме и во таа насока на подобрување на истиот систем и тоа се генерално
И секако, нели, морам повторно напоменам, кампањата која што ни е во тек дава многу добри резултати за не биде соучесник пријави обид за корупција, ќе продолжи и понатаму, ќе продолжиме максимално да се бориме со сите обиди за корупција, значи генерално кажувам корупција и оној што нуди и оној што бара, значи едноставно ако сакаме да одиме напред и да се движиме, тоа мораме да го како термини, како поим да го заборавиме. Ви благодарам. Благодарам ти на многу на поканата, имате убава вечер. Почитувани гледачи, ви благодарам за вашето внимание. Разговаравме вечерва за Агенцијата за катастар за недвижности со директорот Иван Живковски, каде што напомена неколку клучни работи, а тоа е борбата против корупција, односно нула корупција, дигитализација на агенцијата, намалување на трошоците за граѓаните и уште многу други активности кои што во иднина ќе ги спроведат во агенцијата. На вас ви посакувам пријатна вечер и следете не повторно следната недела. Поздрав и секое добро.